Знаејќи дека не ни кажаа се на неговата виртуелна презентација за да не се чувствуваат должни, во Hyundai објавија повеќе детали за концептот на иднината професи. Акцентот беше ставен на дизајнот кој лично го образложи неговиот креатор Лук Донкер-Волке. Со импресивноста што ја остава уште при првиот поглед, овој концепт делува како пророштвото за иднината. Безвременскиот дизајн на утрешнината вешто е измешан со класични автомобилски линии инспирирани со стилската филозофија на компанијата. Складноста на пропорциите и скромноста на деталите се фокусира на емоционалната врска помеѓу луѓето и автомобилот. Растегнатото меѓуоскено растојание и кратките превиси создаваат течна силуета дефинирана со нечепнати површини. Хармонијата на естетиката ја дополнуваат чистата и аеродинамична форма, на која се истакнуваат светлата со прогресивна технологија. Посебно се обликувани и тркалата во облик на пропелер, кои го насочуваат текот на воздухот. Интегрираниот заден спойлер го дополнува овој ефект, така што ја искористува силата која помага за стабилност на возилото при поголеми брзини. Практичноста во внатрешноста нема одстапено пред новите технологии, со кои би била во природна рамнотежа да не е префутуристичкиот начин на управување. Но токму заради нив Hyundai професи располага со голема просторност, а зголемена и безбедноста при патувањата. Седењето е поергономично при што патниците може да уживаат во возењето повеќе навалени наназад отколку што е вообичаено. Возачот има пристап до функциите на автомобилот кои се бираат со помош на интегрираните копчиња на управувачката палка. Целокупниот дизајн на кабината го следи екстериерот и делува доста продолжено. Атмосферата во внатрешноста ја заокружуваат изборот на природни материјали и бои за амбиенталното осветлување. Освен дизајнерските насоки за иднината, со овој модел Hyundai го најавува и престојното интензивирање на електрификацијата. Со помош на 50 милиарди евра инвестиции, гамата на корејскиот производител до 2025 година ќе биде проширена за 44 вакви возила. Очекувањата се нивната продажба тогаш да достигне до 670.000 примероци годишно, кои би го сместиле меѓу првите 3 најголеми светски производители на електрични возила во светот.